Република Македонија веќе подолг период е предмет на надворешен обид, на надворешна операција за промена на владата, со цел промена на уставниот поредок и промена на уставното име. Во една таква операција влезени се и многу странски средства преку одредени филантропи. Направена е огромна пропаганда против владеачката гарнитура, пред се против ВМРО ДПМН, со цел да се отсрани, да се ослабни и меѓународно и во земјата, да го изгуби кредибилитетот и надвор и од граѓаните, со цел да ослабнат институциите и народот сам да ја смени владеачката партија, да донесе друга на власт, која што има дадено ветување, кој што некој ги посакува и ги има за своја цел. Во еден таков контекст, точно е дека ние се соочуваме со проблеми на меѓународен план. Не значи дека сме изолирани, но дека се соочуваме со проблеми, се соочуваме. Но тоа е судбина на сите што се борат за државни и национални интереси во мали држави, кога некој од надвор има некои други цели. И немојте да мислите дека јас не знам дека кога застанувам на браник на одбрана на некои државни и национални интереси, не сум свесен дека нема да добијам разни негативни пораки, казни или било што е друго што ќе ме деградира, што ќе ме доведе во непријатна ситуација, што ќе ми направи штета на мене, на моето семејство, на мојата партија, на моите блиски. Го знам тоа, но свесно одам затоа што верувам дека само со упорност, залагање и борба може да се убеди и целата меѓународна јавност и сите оние што можеби нешто наумиле дека тоа не е добро за Македонија, дека на тој начин ќе се направи огромна штета и дека во оваа земја, освен политичари, има и народ, има и луѓе. Има и луѓе кои што си ја сакаат државата и препознаваат ако некој нешто друго им подготвува и застануваат против тоа. Не постои светски заговор, но постојат одредени цели на некои надворешни центри. Тоа сегде постојат. Кои што долго време не беа реализирани. И кои што конечно најдоа политичка гарнитура која е подготвена да го реализира. Но она што не го пресметаа во планирањето, во правењето на сценариото, е дека таа политичка гарнитура може да прифати што сака, но оди директно спротив волјата на народот и граѓаните. И дека колку и со измама да помине преку изборите и да добие некаков број на гласови со кои што може да искомбинира некаква коалиција за да ги оствари тие цели заради кои што се обврзале. Дека тој народ реагира. Тоа е тоа, господин Чумацки. Инаку немојте да мислите дека мене не би ми било лесно, немојте да мислите дека ако сакам да им се допаднам на некои центри од надвор, не можам да го направам тоа. Да ветам се што ќе побараат и да го остварам. Мислите јас не сум имал понуди? Мислите не ми прогеле со мене со разни подршки дека ќе направат се за мене, се што ми треба, само да помогнам тоа и тоа да се заврши. Дека цврсто ќе застанат позади мене, дека ми гарантираат се и се што. Тоа значи мислите дека јас не сум го имал тоа? Во првите